Еден цел ден со градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Добро утро. Јас не сакам, ниту пак мојата сопруга, да дозволиме било каков поразличен третман да има Ведран од сите останати. Орце, како што гледам, немаш шофер. Немам сам се возам. Че ти си кога се возиш, слушаш два бона, тоа е тоа. Како можете да ставите знак со 5 нозе на Букефов? Правиме постојано притисок за тоа што до нова година сакаме да го завршиме проектот. Ајде, почнал проект и го чекаме 5 години. Значи на Симит во чај. Така. Браво, ако успееш ова да го решиш, решаваш прашања. Значи имаме ексклузивна можност сега да видиме до кај сте доле под лимот. Ова е потек со 6 ленти. На крајот се уште две, тоа се за автомобили, на средината се лентите за автобуси. Уште овие две огради ги рушат денес. Као 12 милиона, 10 милиона. Толку чинат. Имаме воднерна состојба во моментов. Да, треба да Треба го стреби. да стасуваат дискотеки, базен таму. Многу работи може да стасуваат на градот. Добро утро, добро утро, добро утро. 7 часот и 58 минути. Доцниме кај градоначалникот 7 минути. Не сум јас крив, екипава местеше камери. На самиот почеток да ве потсетам да ставите лайк и сабскрајб. Денеска правиме нешто интересно, нешто поинакво, бидејќи завршивме со подкастите, сезоната заврши, имаме време да снимаме еден цел ден со градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, градоначалникот на Скопје. Ќе се обидеме да ја видиме неговата дневна рутина. Да почнеме од неговото утро, потоа ќе одиме низ неколку локации, ќе ги видиме неговите активности, да видиме колку е тешко да се биде градоначалник на Скопје. Вакво видео направивме минатата година со Стојанчо Ангелов и многу го поддржавте и од тогаш ми барате сличен концепт. Ваквите видеа имаме сега време да ги правиме. Ако ви се допадне тоа што го правиме денеска, поддржете го, само да не промашам локација и да видиме како ќе поминеме. Верувам дека Орце има динамичен живот. Зборуваат за него дека многу работи, зборуваат дека често е на терен, но денеска ќе се обидеме да ја доловиме целата ситуација во која што се наоѓа он директно од терен, а вие уживајте во текот на видеото. Орце живее во кисела вода. Ќе прашаме дали му е неомилена општина и имате уникатна можност да влезете заедно со мене во неговиот дом. Се надевам дека не спием. Кој е сат? 8 и 5 минути. Градоначалниче, добро утро. Добро. Како си? Добро. Ке не примиш дома? Сигурно. Ја викам да не спиеш се уште, ама станат си. Ајде. Еве сме во домот на Орце. Драго ми е што не прими пред се. Задоволство ми е. Ќе имаме еден интересен ден денеска, нема да откриваме многу каде ќе одиме за да бидат со нас. Да го почнеме според мене опуштено денешниот ден. Прво, искрено фасциниран сум како ви изгледа домот, убаво среден. Ме интересира дали ти или Мартина замешала прсти во дизајнот. Па, заеднички беше. Пред неколку години го средувавме домов, кога практично малку Ведран ни подпорасна. Требаше детската соба да му ја средуваме, тоа е пред некои 6-7 години. Така да, Мачно ли беше? заеднички. Имаше ли нервози? Тоа е најкомплицираниот процес според мене во животот кој треба дома да средаш и јас повеќе дав простор на Мартина тогаш. Да, изборот го направи на мебели по куќини, не се остана тоа. Сега си градоначалник на Скопје, мислам веќе скоро година дена, уште неколку месеци. 7,5 месец. Што ти се промени, ме интересира? Во утринскава рутина, колку е стресно да си градоначалник? Генерално, многу порано можеби добивам повици. Некогаш, дури пред да се разбудам, ме буди практично телефонот. Знаат граѓаните дека сум народен човек, дека сум достапен, дека секогаш сум отворен за соработка, да сослушам некого, да решам проблем и многумина ми го имаат бројот, реално. Тоа е она што генерално малку се промени, инаку обемот на обврски е зголемен и логички е тоа. Во минатото јас ја водев општина Кисела вода, сега го водам градот. Многу повеќе работа има, многу повеќе обврски, еве сега имавме пред некој ден проблеми со невремето. Треба секаде да излезете во пресред, секаде да помогнете, најпрво, нели, сето она што е градска надлежност, но никако не смеете па и да оставите граѓаните, дури во дворови кои има паднати дрва и која треба да се действува на територија која што не е ваша надлежност, од човечки аспект морате тоа да го направите. Така да генерално рутината ми е иста. Како ти почнува денот? Јас од Сабајле се испраќам, еве сега сопругата, она малку порано иде на работа, пиеме кафе. Некогаш кога подоцна малку ќе станеме, го испуштаме моментот кафе, па на работа на колегиум обично тоа го правам.
Па станувам некаде околу 7:15, 7:20 секој ден. Денот почнува со работа кога? Од 8:30, 8:40 најдоцна стартуваме на работа. До кога? Има ли крај? Па јас Што не се зборат за сеќавам- тебе дека не си да, одиш дома. Јас не се сеќам да не се сеќам да сум се вратил порано од 19:30 од како сум градоначалник на градот Скопје. Често имам рутина, ете, вечерна, сега Ведран не ми е тука, не е во Скопје, со моите родители е во Црна Гора. На одмор? Да. Јас го задржав моментот да го заспивам на вечер, иако е малце повозрасен, сега би рекол скоро 9 години има, 8,5 години има. Сепак Како го заспиваш? Ке не така заедно му читаш приказки, нешто му зависи правите од вечерта, муабет? некојаш му пуштам музика. Да? Да. Каква музика? Па или црковна музика, или класична музика, оние што се по-релаксирачки мелодии за заспивање. Знам често пати да си разговараме, сега е веќе поголем, па знае да ми открие некоја тајна што не ја споделил можеби во моментот со мајка му, да ме праша некои прашања, да треба да му одговорам на некоја тема која што е атрактивна за помалите дечиња. Ме интересира дали како дете на градоначалник чувствува некаков притисок од Не. врсниците во школа? Не, и се трудам политиката максимално да ја држам настрана од него. И дури и тоа сме го разговарале со неговата наставничка да јас не сакам, ниту пак мојата сопруга, да дозволиме било каков поразличен третман да има Ведран од сите останати врсници. Он ќе живее и ќе треба да се гради во свој човек, своја личност, свој живот ќе живее и треба да биде спремен на предизвици во животот, а предизвиците во животот не можеш да ги поминеш ако си татино или мамино галениче. Така да тука сум јас old school. Ќе имаш Во реална однос на тежина во воспитувањето. животот од аспект на твојата функција и твојот успех што си го постигнал. Како ќе успееш да го изменаџираш тоа? Па види, тоа зависи Знаеме од каде живееме сега. Да, тоа зависи од стартната позиција како ќе ги поставите состојбите и работите. И мислам дека тој дел ќе го надминеме многу едноставно, земајќи во предвид дека не сме оној тип, да не ме свати некој погрешно, на родители кои што сметаат дека детето секогаш е во право, дека детето е поголемо од наставничката и дека ако има тепачка во школа треба да отиде родителот одма и да се направи од Ќе сето го оставиш тоа сам да се циркус. бори низ процесот. Па, мора во животот да научиме. Јас исклучително ги почитувам моите родители, кои што се многу скромни луѓе пред се, и мислам дека најголемата работа што ми ја дале во животот е воспитувањето и тоа што ме оставиле сам да се можам бориш. да го стекнам имунитетот за во животот. Тоа е многу важно. Ќе се напише на голтка кафе. Да тргне денот. Да. Живе ли преме со кафе? Ај, на здравје. Ќе ја поздравиме сопругата. Што не го направи. Фала за Што не го- Мартина за кафето. Колку кафе на ден пиеш? Пиеш ли кафе многу? Да, знам да претерам. Пиев во минатото турско кафе. Добро, сега сменивме на еспресо. Сменивме на еспресо, обично макијато ладно пијам. Да, и на работа кога немам можност за макијато ладно, ми прават ладен нес, така да турското не се сеќам од кога се немам напијано, но тоа ми е најдобро кафе. Ќе не прошеташ денеска, ќе видиме кај се ќе одиме. Е уште едно прашање пред да трнеме. Сигурно веќе имаш и обрски. Кое утро ти е најстресно во животот? Дали ќе се сетиш? Рандом прашање. Па не знам, имам доста вака да ги набројам стресни утра. Можеби денот на изборите би рекол дека ми беше едно од подстресните утра. Сега и Што реално очекуваш да победиш? па очекував да победам, но знаете, бројки се чекате да видите како ќе биде исходот денот, очекувате сценарија, па има многу често во одредени политички игри за изборите, сега минативи избори локални, целата опозиција, сите оние кои што беа на некој начин контра ВМРО излегува да гласаат против мене. Не излегува тие да гласаат за контракандидатот, излегува да гласаат против мене, и знаете, тоа е состојба во која што сте сам понекогаш против сите. И стресни се тие моменти,
но ете се Од надминува. аспект, например, не знам, паднало дрво некаде случило. Не, тоа не се тековни работи. Научив да го гледам тоа како процес на функционирање и како работна обврска во која што треба да бидете стабилен, да бидете смирен и треба рационално да расудувате и да размислувате за да можете побрзо да бидете ефективни и да действувате. Ако вие влезете панично во било кој процес, тогаш можноста да успеете да го реализирате тоа што треба да го направите е многу помала од било која ситуација. Океј, да почнеме со денот. Јас вас уште еднаш ќе потсетам да ставите лайк, сабскрајб и да уживате од текот на денот. Ке тераме цел ден. Нема проблем. Ајде. Орце, како што гледам, немаш шофер. Немам, сам се возам. Сам И се мое возиш? возило возам. Чекај, ти следува по должност, Не нели? следува и шофер, и возило, и репрезентација, ама ништо од тоа не Зошто користам. немаш шофер? Па, мислам дека и безбедно подобро се чувствувам кога сам се возам, но и нема потреба од дополнителни трошоци со оглед на тоа што ние, условно кажемо, функционерите па и повисока плата земаме, така да имаме можност сами да се ставаме гориво. Добро. Значи, се си влезам, јас ќе влезам позади. Влези се слободно. Нашиот камерман ќе влезе напред за да ни фати побав кадар. А добро, секој сум се прашал, сигурно имаш милион обрски вако од сабајлот аспект на шофер, мислам на да си застанеш позади Не, види, за на телефон да решаваш обрски. Не. Некој од моите соработници, кој треба на некое специфично место да паркирам или кој имаме, не знам, некој настан, тогаш доаѓа со мене, одиме до местото, јас излегувам, он влегува само да препаркира колата и тоа е тоа. Подобро се чувствувам кога сам се возам. Да, јас ги слушаш два вона, гледам. Да. Какво мислење имаш за два вона? Па наши деца се они и реално ми се едни од омилените ме. Он е сладкар. И сите знаат дека ги слушам, ги поддржувам. Многу ми се свиѓа ова. Значи ти кога се возиш слушаш два бона, тоа е тоа. Два бона е Многу е битно да се поддржуваме уствари ние македонците, нели? Апсолутно. Апсолутно. Сега види, музиката нема граници, слушам ја практично се. Сега в тип на музика, Што ти е но... омилено? Па не знам, ваков тип на музика ми е омилен и... Се пронаоѓаш вака од Па има добри приказни детство, во моменти, текстовите, да. од тоа Сладкар што- особено има добри текстови, па и два бона. ти во принцип потекнуваш од скромно семејство, не потекнуваш од богато семејство. Така е, ја до 22 години живеев во... Мислам дека го имам зборено тоа и во минатото во Драчево. Моите родители се живеат во куќата која што имаме. Аха. Тоа е едно мало, знае еден од политичкиве следбеници на Енвер Оџа да спомне кај пругите сум живеел и се останато. Onda почна со рчкање. Тоа е Не, политика да си го рчкање. прави своето, добро. Не, образложувам само. Така да, тоа е едно мало кај што израснавме поголема бројка на другари, некои 25-6 другари сме кои што и ден до денеска се дружиме. И мислам дека многу добро кај мене во политиката и работата што работаме, што често пати знам во текот на месецот да седнеме по 2 пати, по 3 пати, по 4 пати да се видиме. Браво. И они се луѓето кои што секогаш ми ја кажуваат вестината во очи, каква и да е вестината. Обично во политиката знаете дека ви дојдат луѓе ќе ви кажуваат дека се е најдобро околу вас и дека се тоа што го превземате како активности е во ред, но другарите тие што се покрај вас цел живот знаат да ви ја кажат вистината колку и да боли таа пак. Ајде да ти ја кажам ја вистината. Ајде кажеме. Како можете да ставите знак со 5 нозе на Букефал? Тоа кажав наша грешка. Се извинив и на јавност. Кој е крив? Од Не знам, многу- не сум видел што си изјавил искрено. Да. Јас се извинив на јавноста. Како Види, може да јас си дозволи да така? не сум политичар кој што мисли дека се знае и дека се што прави е најдобро. Добро. Јас знам често пати, ако треба и чекор назад да одам, земајќи во предвид дека народот е секојаш во право. За ова конкретно... Како се случи? Па, Провери, ете, провери. улици и патишта го монтираше јавното предпријатие, знакот и го изработуваше. 48.000 Се збореше денари чат мислам дека GPT, беше. AI, Абе, нешто, имаше 300 работи се вистината кажа. или? На AI се изработи. Не Го се изработи, потврдуваш, да, значи. потврдувам. Невнимание на ете и моите соработници, малку брзоплето за да се испринта и не се направи доволно добра проверка, но и малце неискуство кај луѓето од улици и патишта кои што го изработија. Ти го провери. Знакот, јас искрено возев на пат одев и само го видов површно, не приметив детали, но тука е јавноста секојаш да ве опомени. Види, мене ми се свиѓа Без што си дополнителна надокнада се самокритичен. изработи и наредниот ден веќе го сменивме. Па морам
види, јас сум искрен. Иако во политиката многу малку искреност има, јас се трудам да бидам максимално искрен, затоа што еден ден сето ова ќе заврши, јас треба повторно на улица да се сретнам со тебе, со сите останати и да го задржам она што е најголем капитал, тоа е образот на човекот. Така е. И од кога сум влегол во политиката, тоа е она што ме води. Имам син, го споменавме, кој што не сакам да му оставам багаж на грбот, непотребен, од кој што утре ден би се срамел или би имал проблеми во животот, така да треба во политиката да останете секогаш приземен, во комуникација дослуг со Да не граѓаните. користите толку многу AI. И им кажав на тимот. Веќе нема да користите. Не само за слики, туку и за текстови да не користите слагам. толку. Не, Со не користиме. гарчињата, со ова, со она. Да. Па, види, јас со принцип сите мислат дека и во Кисела вода дека бев градоначалник, дека јас имам некој PR тим состојан од 200 луѓе, дека милиони се плаќаат, па често пати тоа знаат да го истакнат. Се рекламира градоначалникот. Јас никогаш не се рекламирам. Јас само ги објавувам проектите за кои што граѓаните молеле многу власти и чекале 30 и повеќе од 30 години да бидат сработени. И тоа е дел од транспарентноста, кога вие кога ќе сработите некој проект, некој објект кој ќе го изработите, е ова е првиот влез, односно првата фаза на Лимак. Како да не го објавам во јавноста, кога 30 години, па ќе видиме ако имаме услови, ќе влеземе и во тунелите доле. Тунелите се готови, а наредниве 10 до 15 дена ќе почнеме, чекаме сообраќајното решение да ни биде одобрено. Подземна сообраќајница, Да, пат во историјата на Скопје. Ова е првата фаза што го изработивме, се излезов од Кисела вода, да, кај Даре Џамбас. Го променивме и асфалтот до крај, но од тука е влезот за тунелите кои што ќе овозможат пристап до Мора да не однесе денес скоро. до Лимак, да. Така да не можете вие да не го споделите тоа со јавноста, така? Не бе, апсолутно. Треба да знаат и Треба граѓани. да имаш информација сега, да тука имате политички неистомисленици, најчесто од опозицијата, кои што тоа го квалификуваат како момент на ете себе промоција. Тоа не е себе промоција, туку истакнување на предностите. Пример, јас не објавувам денес дека континерите се чисти и нема депонија околу нив. А можеби друг би го објавувал и тоа. Зошто? Затоа што пред само 7 месеци Добро, се направи кампања со да се направи, но сега е чисто. Но сега е чисто, еве може да забележите. Има пропусти, и не го негирам тоа, но треба да се земе во предвид и ја често пати тоа го споменувам дека ние се уште работиме со старата механизација. Значи работам со истите ресурси, а има од страната околу 1000 луѓе од работа кои што зема платено да на работа. Ќе се годиме на кај паркови и зеленило, Да. така? Да. Точно на оваа тема сакам да те прашам за механизацијата и за возилата кои што ги имате од Green Machines на Брако, кои што се низ цела Македонија, низ општините, дали се и како се користени, но може ли да одиме натаму? Може. Да се префрлиме таму, а за оваа тема би сакал да поразговараме откако ќе видиме како функционира еден ваш колегиум. И кратко, у 30 секунди, зошто не одиме во град Скопје, одиме во паркови и Па зеленило? затоа што имаше пред 2 дена невреме. Добро? И како што може да приметите, првото што го направивме чистење на булеварите. Имаше голема бројка на дрва, кровови, паднато и се останато. Сакам да изразам огромна благодарност до сите екипи на паркови зеленило, улици, патишта, на сите јавни предпријатија, на сите луѓе што комунална помогнаа. хигиена, но и граѓаните. Така е. Морам да ги споменам и кафанџиите, би рекол, во Скопје и Јајчар, мојот драг пријател, Перица Рагуза и сите останати, кои што со своите вработени излегоа, ми се јавија, понудија помош, излегоа на улица да помогнат. Браво. И тоа е еден гест на меѓусебна соработка и разбирање, ето така. И така треба да функционира едно општество. Најлесно е да застанеш и да се слитнеш пред дрвото, Така е. селфи да направиш и да објавиш дека паднало дрво. Така е. Многу подобро е кога ќе влезеш во процесот и макар една гранка од позицијата ќе тргнеш. Така е. Сега да, некој се плаќал за тоа, често пати знаат да кажат и се останато, но нормалниот свет функционира на принцип на солидаризација и меѓусебно Орце, помагање. јас секогаш кажам, да, вие сте политичари, за многу работи сте криви, меѓутоа и народот треба да свати дека ние сите заедно го правиме системот. Ајде одиме сега на кај паркови и зеленило, затоа што ако тргнеме вака со Орце цел ден, видеото ќе трае стварно 10 сати. Ќе зборам 10 сати. Да. Ајде. Добро утро. Добро утро. Добро утро на сите. Што правите? Добри сте? Како сте? Здраво. Спремни? Директоре, добар сте? Здраво, здраво. Како сте се подредили? Добри сте? Живи, здрави. Здраво, живо. Добро утро на сите. На кратко брифинг да направиме, директоре, за состојбе околу невремево и уште колку точки имаме критични од страната.
особено силното невреме што ни се случи овие денови. Паркови зеленило се снајдува во тешка состојба на терен, но сите екипи излегува на терен и работиме по сите општини, од општина Ѓорче до општина Газибаба. Значи сите општини работиме ние како екипа во паркови зеленило. Генерално булеварите не се средени уште првиот ден, тротоари, велосипедски патеки сега не останато во паркови што Во имаме. паркови, во објекти, некаде во институции. Приватни? Има и приватни и државни институции, така. Океј. Колегите ќе кажат што Да. биле на Може терен. подетално да не информирате. Јас сум Наташа од секторот Градско зеленило, во соработка со колегите од секторот дрвореди и Вонградско, бидејќи ние немаме телескопски пили и моторни пили, колегите имаат, они доаѓаат на терен, во главно булевари, велосипедските патеки, патеките по парковите, ни ги трупаат паднатите дрва, интензивно се работи прва и втора смена, ние товариме, така ќе продолжиме и во наредните делови. Дел од булеварите ни се комплетно средени, дел од булеварите, значи се иструпани, спремни се купови и продолжуваме понатака со утовар. Океј. Добар ден, здраво на сите. Јас сум Билјана, работам во секторот дрвореди во паркови зеленило. Ние некако бевме можда највеќе на удар во ова невреме, ама благодарејќи на сите колеги од сите сектори успеавме, мислам дека многу добро да се справиме со ситуацијава, иако вакво нешто јас во мојава кариера во паркови зеленило до сега не памтам. Колку време сте во паркови вие? 22 години. Сме имале невремења, но од ваков размер до сега не. Фала им стварно на сите колеги што толку неуморно работеа на терен да ни помогнат да се справиме со оваа ситуација. Се што представува безбедност за граѓаните е завршено. Значи во моментов немаме критични дрва кои што представуваат загрозување по било какво движење на граѓаните во градот, дали се булевари, споредни улици, пешачки, велосипедски патеки, се е отстрането. Продолжуваме со работа, за жал се уште стигнуваат пријави за дрва кои што паѓаат, кои што се навалени, кои што се оштетени од невремето. Очекуваме во наредниве денови да има, но нема да бидат загрозувачки, така да кажем. Во ред? Останатите? Здраво на сите, јас сум Александра Дамчевска, раководител на Вонградско зеленило. Како што кажа и колегите, заедно со нив ние располагаме со пили заедно со дрвореди, со координација со раководителот на градско со Наташа. Се организираме и одиме по булеварите, трупаме, по нас они поминуваат и го собираат, значи гранките, нешто каде што можеме и ние заедно да постигнеме со камионот и ние собираме, така да мислам дека заедно голем дел е завршен, а тек ќе се заврши во текот на наредниве денови. На водно немавме штети. Водно имаме на патот не рези штета, имаме 3 проводен е патот, но има патеките секако треба да се поминат на водно, имаме гранки, суви стебла, но не е фатено до тоа мера како доле, значи сепак малце не подминало на водно. А паркот Газибаба имаме голема штета, вчера го поминав паркот, таму имаме, денеска се луѓето таму на терен собираат, имаме еден видиковец скршено дрво, сега пак го реконструираме и се надеваме дека ќе го донесеме и Вонградско во ред. Исто паркот Сара има голема штета и таму сега се работи. Така да полека Океј, сигурно ќе заврши. продолжите со работа и денес, директоре. Ја да ви се заблагодарам на сите и земете во предвид да во соработка со сектор финансии од кај нас да бидат наградени работниците и одговорните лица кои што помогнаа. Реално ја завршивте експресно, добро работата и јас сум презадоволен, но и граѓаните реакциите нивни се така да директоре да бидат наградени сите оние кои што учествуваа во процесот. Фала ви, имајте убав ден сите. Фала ви на вас. Се гледаме. Ме интересира кратко од возилата на Брако, брендот Green Machines, сум зборал многу пати кај мене во подкастиве, извезуваме надвор, значи такви возила, низ цел свет ги чистат улиците. Во Скопје не знам зошто најмалку се гледаат и со Митко зборев, Кавадарци како општина ги имаат и многу општини низ Македонија. Дури имаме некоја информација дека градот набрзо ќе набави десетици, ќе ми кажеш ти колку? Тоа е постапка, прво машините се едни од најдобрите, така барем велат луѓето кои што ги користат, но и Ги имам видено лично врв. степенот на чистење и работата, функцијата што ја вршате на високо ниво.
имаше 10 во град Скопје, односно имаме 10, од кои што само една беше во функција, функционална, но не ја пуштаа на терен до пред да дојдам. Сега сите 10 дни се во функција и тоа го правиме во подоцнежните часови. Секоја вечер и се перат улиците, особено булеварите во градот Скопје, позициите кај што имаме микролокации контењерите, но и метлачките ги пуштаме навечер, затоа можеби не сте ги приметиле често пати и треба да организираме можеби некоја вечер кога имате простор патрола да направиме и да видите како го работат тоа. А многу се битни, мислам, за Значи, чистотата на градот. апсолутно. Многу битни. Дури знам сега дека има и постапка, ќе ми простиш да само да го довршам моментов. Ова е делот на Момин поток што го градиме се. Ова е се направено од кога сум јас градоначалник. Да. Изминатиот Супер што месец. дојдовме на оваа локација. Да, и искрено затоа сега видам. да видите Скопјани од блиску која е тежината и големината на овој проект. Кога сме кај машините, сега е во фаза на хомологација. Царинете се сите машини што државата ги обезбедува преку Транспортни Нови. врски и Светска банка за нас, да. Од кои што најголем дел се возила кои што се за подигање и одлагање на отпадот од контењерите, но има и одредена бројка која што општините ќе ја добијат, не само градот Скопје, ваков тип на машини за чистење на улиците, така да во наредниот период ќе бидат и достапни во и ставени во функција за градот. Колку што знам и од страна на Брако е нудено да се прави сервис во изминативе години. Па ја сервизот Одбивано е. нас сервизот за машините кои што не беа функционални, а генерално се нови машини, јас не можам да сватам до толку неодговорност кај одредени политичари, структури пред мене и се Ги останато. имаш наши се, ги имаш Ето за така, функции и не да. ги користиш. Да, ние Ти имавме- нудат ти сервис да ти направат. Ете така, и со автобусите беше слична работа. Страшно. Ние имаме, сега излезе официјалниот момент од Завод за статистика, во кој што имаме повеќе од 50 автобуси ставено плюс во функција од како јас сум градоначалник, а имаме 1 милион евра заштеда за 6 месеци со 50 автобуси плюс на гориво и на резервни делови. Што значи дека најголем дел од автобусите не беа во функција поради ситни поправки. Јас тоа често пати го говорам и тоа станува збор за неодговорност, не е за немање средства, не е за било каква работа која што не може системот да надмине, но станува збор за пред се за неодговорност. Кажи ми Ова е нов сега, ја кружен прв пат текст. се возам искрено. Се гледа на камера, дечки. И ова не го виделе, мислам дека најголем дел од граѓаните. Да, ја прв пат. Овде се качивме во делот кој што не е достапен се уште за јавноста, за граѓаните, во смисла не можете да пристапите. Ова е големиот кружен тек, зидот потпорен кој што е направен. Од каде И ќе- моментот на поврзувањето на Момин поток со делот на Систина во Ајде излезем, Овој, да. да ми покажеш. Да. Прв Ова е еден пат од имам прилика јас да го видам. најголемите проекти за Ова градот. ќе го ослободи градот многу. Да, апсолутно. Добар си ми? Добре. Како иде? Добре, полека. Како оди работа? Добро е. До кај сте? Времето малце потешко, ама Денес си држиме. Добро, е ќе биде денеска. добро, нема за. Добро е. Браво. Попушта. Со лесно Како инженер? работал. Здраво, здраво. Ова е Милан, он е одговорен на проектов. Така? Со него сме во секојдневна комуникација и му правиме постојано притисок за тоа што до нова година сакаме да го завршиме проектот. Динамиката има сериозно зголемена. Имаше застој на овој проект долги години и тоа не беше вина од компанијата, туку од индиферентноста на градот. Сега имаме сериозен напредок, го армираат се ова поврзување. Можеш, Милан, да информираш малку повеќе? Да, значи ова станува збор за патен надпатник. Во моментот се 2 коловози, значи тие ќе бидат избетонирани за скоро време. Заедно ќе го направиме и поврзувањето со мостот на реката Серава и веќе ова клучка што веќе години Се е ветува. Стои. застој застаната, веќе се решават проблемот и сите ќе може да ја користиме за да нема застој. Нормално прашање. Кога? До нова година Кога се е очекува? четнат. Да. Динамиката е комплетно за завршување на целиот проект е до нова година. Сакам да споменам уште еден момент, во јавноста често пати знаат граѓаните да пишат кога ќе бееме нешто поврзано со оваа клучка, има 2 мајстори, 3 мајстори, 5 мајстори. Тука работат повеќе екипи, да информираме. Еве една од екипите армира горе. Имаме една екипа на Серава работи, една работи на пристапот таму. Неколку екипи има кои што работат истовремено на овој пот. Различни локации. Да, има водолни оддел кои што работат, така да веќе се обраќаат го, извини Милан, го пренасочивме на делот кој што е асфалтиран, левата страна кога одите према граница е веќе подготвена и асфалтирана со БНС, тоа е еден од првите слоеви.
предзавршен слој на асфалт, така да сега се фокусирани го рушат едниот мост на Серава, нов мост градиме. Овде станува збор за огромен проект кој што неколку мостови содржи. Милан би рекол инженерски 2 моста, ама не се 2, повеќе се. Терете, убав ден да имате и се гледаме. Ова е све депонија. Што чистиме секој ден, и одека има дрво, битно да немам ветро. Колку квадрати е ова? 42.000 квадрати. И било депонија? Да, еве може да забележите, се уште го третираме земјиштето. Оваа страна ни е целосно исчистена. Копаат во длабина за да се извади сето она што било шути отпад во минатото. И ова е еден од поубавите паркови кои што го градиме во моментов, а е огромна површина. Во Карпар се наоѓаме. Да, во Карпар се наоѓаме. Ја не паметаме изминативе 10-15 години да се изградило некој парк 42.000 квадрати. Имаше нешто почнато таму на почетокот, кога станав градоначалник, но немаше ни функционална хидранска мрежа. Сега првиот блок го средивме, хидранска мрежа, тоа е најважниот процес, затоа што тоа ги одржава и дрвјата, и тревата, и се останато. Што се планира тука? Има игралишта? Има многу содржини планирано. Прво ќе има многу зеленило, што е многу важно. Овде планираме да има некаде помеѓу 1500 и 2000 дрва. Дел еве ги засадивме оваа пролет. Досадуваат од време имаме штети на некои стари дрва на влезот. Планирано е едно плоштадче да има за собир на граѓаните овдека, да има детско катче, да има фудбалски терен за мал фудбал, едно игралиште убаво, за баскет и можно е да направиме еден дел кај што ќе можат најмладите дечињата со велосипедите да се обучуваат, да си возат и да знаат како да го користат правилно велосипедот. Така да овој ми е еден од подрагите проекти. Браво. Во Бутел градиме парк шума на површина од 72.000 метри квадратни. Или ако земеме кумулативно, околу 120.000 квадрати ќе не биде површината Бутел и Карпош. Неверојатно голема бројка. А сакам до крајот на првата година од мојот мандат да некаде 150.000 квадрати заокружиме зеленило во градот Скопје. Браво. Или ако секоја година толку реализираме, ќе стигнеме до 600.000 квадрати парковска содржина. Тоа е веќе нешто направено и на колку згради се градат и колку е набутано све моментално во Скопје, мислам дека треба да биде главен фокус. Апсолутно. Види, тоа го разговарав и со луѓето со работници во мојот тим. Следна цел моја ќе биде, таму се наоѓа Канал 5 телевизија, да овој потек најдеме начин како да го споиме према Ѓорче Со мост? Према Ѓорче Петров. Имаме позиции каде што можеме и без мост да ги поминеме, но поентата е тоа е зелен коридор. Целото течение на реката Вардар да го оплемениме со паркова содржина. Зошто? Затоа што во минатото одредени структури од сите политички партии, поради тоа што немало истретиран простор на ваков начин парковски, дозволија да се изградат во централното градско подрачје згради околу кејот на Вардар, дозволија кај аеродром да се изградат згради околу течението на реката Вардар, а вака мислам дека јас функцијата минлива и менлива и кога ќе си отидам, друго ќе биде кога некој ќе сака на парк да проба да изгради зграда или да го промени дупот. Така да сакам да го заштитам појасот. Граѓани од луѓе. Да, и сето ова треба Стефан да продолжи до Долно Лисиче, каде што планираме од прочистелната станица, односно од добро познатиот парк Авиончево аеродром, едно од најубавите парковски содржини во градот Скопје, да продолжиме со уредување на речното корито, за таму припремаме проект до Долно Лисиче, значи на кејот на Вардар. Вардарище се прави прочистелната станица и цел потек надоле треба да биде парковски уреден. Тоа не се стига се во еден мандат, но добро е кога ќе ги поставите контурите. Јас во градот Скопје кога влегов, слично имав состојба во кисела вода. Прв проблем и предизвик ми беше тоа што имав закочени проекти да ги посетуваме денеска, кои што сум ги обновил, ги работиме со силен интензитет и така надолу, но другиот момент е недостатокот на проектна документација. Тоа е многу важно, да имате проекти кои што ќе ги оставите, утре некој кој ќе дое после вас на позицијата градоначалник да може веднаш да влезе и да решава проблем. Ајде. Да ставиме добар пример, Аурц. Да. Луѓе од паркови зеленило не се преспремни и тимовите кои што работат, но често пати сакам да бидам и човек што мотивира,
Па да, добар пример, треба да се остави. Својот пример кој ќе го направи. Така е. Како е градоначалникот, добар ли е? Супер. Го бива? А? Какви имало, кажи, ово е добар. Какви имавме? Значи и на дожд, и на сонце, нема проблем. Добри сме, или уште? Ја мислам таман сум. Едно дрво засадено. Орце, каде сме сега? Значи сега сме другата страна. Сега сме, да, другата страна од паркот, поврзувањето на Љубљанска. Мостот е зад нас. Овие ѕидови што се градат во моментов се стабилизатори за коловоз. Ова е почнато кога? Ова е пред некаде околу 90 дена почнат проект. Имаме сериозен напредок. До кога завршува? До нова година и ова. И имаме директно поврзување со делот од горната страна кај Систина, кој што цел овој проток на сообраќај од Ѓорче Петров од една страна, Карпош центар ќе овозможи пристап до оваа страна на градот Скопје и излез на граница према Косово, од друга страна пак Бутел, Шуто, Ризари, општина Чаир и останатите ќе можат од овде да транзитираат према автопат према. Мене ме интересира како успеваш, еве нова година ветуваш, нели? Како успеваш да направиш еден систем толку брзо се да, имаме добри тимови од градот Скопје, кои што по неколку лица се задолжени за секој од проектите. Имаме постојани контроли. Нема речиси ден да јас лично не дојдам. Обично обиколките денес направивме исклучок порано ги правиме, но обиколките ги правам по завршување на работните обврски на работа. Секој ден ги проверувам, затоа што им е драго и ми значи кога ќе го видам напредокот. Се ова може да забележите се огромни ѕидини кои што во минатото се граделе по 10 години, сега се градат за 3 месеци. Види, да не испадне сега дека јас дојдов сега реклама да ти правам, ме интересира затоа што јас сум навикнат, почнал проект и го чекаме 5 години. Компаниите кои што работат се сериозни, имаат добри тимови, но и исплатата од страна на градот Скопје никогаш не доцне, што не било случај во минатото. Во минатото, јас, например, за подреден дел од проектите, кои што и беа завршени во минатото или биле завршени, тоа спаѓаше во долговите на градот Скопје кои што ги исплатив од како станав градоначалник. Така да сега немаме доцнење во исплати, а со тоа фирмите се стабилни, можат да обезбедуваат материјали, може да се ги плаќаат вработените, затоа имаме сериозен напред. Едноставно кажано, функционира. Јас огледнав. Момци, се гледаме. Поздрав. Да каснеме нешто, да доручкуваме. Си за Симит? Симит? Да. Ја не спеам со шекеров да јадам многу. Симит. Така работи, ама Симит погача. Симит погача. Ајде, може. Значи на Симит во чај. Така. Добро е Симит да каснеме од Савајле. Со мевци имате? Благодарам. И јогурче. Ај тука ќе се. Частиш? Частаме, таман работи. Добро е. Ама и за останативе тетка да земеме. Фала тетка. Нема боле од Симит. Те потсеќа на детство? Да. Искрено? Да. Јас учев у физкултурно. Имаше баш пекара и секој сабајле. Странци не го разбираат моментот леп со леп. Како е љубовта кон тебе во Чаир? Искрено? Од луѓето? Актуелен си периодов? Мислам дека... И со Дивоград бите и со... Да, мислам дека одлично сум прифатен и сега работиме на... Сега се наоѓаме на Цветан Димов, булеваров. Ја спремаме проектната документација, исто еден од проектите кои што у јавноста се збори 30 години, ама не почнале да го работат. Нема дури ни проект нарачано, ама битно се збореше у јавност. Така да започнуваме со процес на припрема на документација. Што поточно ќе се прави? Проширување целосно на булеварот. Овде? Да. Како ќе ги решиш? Имотно правно, со добра комуникација. Кога идеме денес да го зирнеме и булевар Борис Трајковски, таму имаме повеќе од 40 правни субјекти кои што ги решивме. Јас секогаш пристапот ми е човечки, им се објаснува на граѓаните што е она што ќе го добијат. Овде е загрозена реално во овие услови безбедноста на децата. Имаме училиште основно на многу блиску од позицијава кај што се наоѓаме, и кога граѓаните ќе видат дека намерата е честна, дека вие сакате нивните услови и вредноста да ја подобрите на објектите кои што имаат тука го прифаќаат. Има две варијанти, или во услови кои имате Дивоградба, или самите ќе го направите тоа, или ќе влезе градот тоа да го направи место вас, а за тоа вие ќе платите голема казна. На пример, ако ние го рушевме Али Тобако, ќе требаше да наплатиме повеќе од 1 милион денари.
Му соопштивме тоа на човекот кој што беше собственик таму. Си најде во меѓувреме друга локација да си работи. Јас не сакам на никого лебот да му го земам, но мораме да функционираме согласно закон. Јас тоа често пати им го викам. Не може некој да биде привилегиран во системот на сметка на некој друг. Таквите објекти за кои што има дел несогласување од собствениците, се објекти кои што се диво поставени, блокираат пешачки патеки, често има сообраќајки таму, возила застануваат непрописно, се паркираат и така натаму. Така Со преминот, кај што имаше бунт, таму има средба со граѓаните. можам да кажам дека не ти дозволија. Па, кажи и така. Или се противеа. Се противеа. Да. Што се случи? Сега ме фатиш на инат малце. Види, реално имаш издржани аргументи од граѓаните, Што викаат? дека треба да продолжи незаконски да се функционира на тој потек, не треба, но треба да најдеме решенија. Има издржани коментари од типот повозрастни господи, македонки, албанки, ромки и сите останати. На 80 години со неколку бабички разговарав на лице место. Велат како со кеси да се качам јас по скали и да го поминам булеварот по На Кремљ. тоа мостот што е за Да. пешаци. И држи тоа. И со изед да разговаравме градоначалникот на ЧЕР, но и со секторот сообраќај од градот Скопје, да изготвиме сообраќајно решение кое што ќе значи нов пешачки премин таму, регуларен, но со семафори. Семафорите ќе бидат за регулација на преминот, да нема постојано движење на Истото луѓе место. да, и кочење на сообраќај. Но треба некојаш во политиката и да, без разлика какво ви било гледиштето од стартот, да најдете одредено решение кој што ќе биде добро за граѓаните. Така. Јас тој пешачки премен во животот го имам 10 пати искористено, најчесто кога студирав на правен факултет тука. Помала е веројатноста ете да го користам и во остатокот од мојот живот. Пазарам Не, види таму, искрено но држи вода. Да. Држи вода, дека треба да ставиш семафори за да се Ето регулира безбедноста во принцип. И ова што го правиме генерално за граѓаните. Преска зборевме за знакот, еве сега Да. збориме за ова. Знаеш како, Да. добре е што имаш слух на крајот од денот. Абе, апсолутно. Да. Види, ја ќе ти посакам да останеш таков, искрено. Значи, во принцип, ние као луѓе гледаме дека во текот на мандатите се менуваат политичарите после некое време. Додека останеш ваков и имаш комуникација со луѓето, реално ќе добиеш поддршка. Фала ти. Многу убав Симит. Добар. Значи имаме ексклузивна можност сега да видиме докај сте доле под Лимак, така? Да. Ова се тунели кои што бе обврска и ги гради Лимак, Добро. компанијата. Добро. Во овој дел кај што сега движиме ќе биде парковско уредување, откако ние ќе завршиме со втората фаза која што наскоро ја започнуваме, а тоа е двата нови кружни тека и пробивање на подземниот прилаз до тунелите. Овие до сега во јавноста не се прикажани и вие имате можност ексклузивно да ги видите. Ова е привремен влез за работа во моментов тука. И во јавноста Никаде не се покажани? никаде не се покажани и во јавноста ете на некој начин преовладуваше мислење дека не постојат тунелите. Многумина ми пишуваа за тоа и ова е влезот. Многу недоверба, брат. Па недоверба и оправдана во најголем дел од Вау. коментарите недовербата, земајќи во предвид дека со години граѓаните се лажени и логички е додека не ги сработите и не го покажете новото лице на новите политичари во моментов, да има одредена недоверба Да, види, кај нив. ќе ти кажеме браво кога ќе го завршиш. Да не ја правиме сега браво, Апсолутно. кога ќе ја завршиш тогаш. Вау. Здраво, здраво. Што правите? Браво, Господин Ривко, како сте? здраво, здраво. Вау, колку ова е. Што правите? Да. Од кај да влеземе се овде? Малце има шлјунак и вода. Ајде, дечки. Многу кал, ама Здраво, здраво. за добар кадар. Опа! Ова е потек со 6 ленти. Има Наваму се во еден правец 3, во друг правец 3. не, во еден правец се две, на крајот се уште две, тоа се за автомобили, и на средината се лентите за автобуси. А за автобуси? За автобуси, да. И има пешачка зона, велосипедска зона и се останато кое што согласно закон треба да содржи еден проект. Ова кога? Фазата на влезот од кисела вода ја отпочнуваме согласно сообраќајниот проект околу 5 август.
Да, треба да биде готова, тоа се двата кружни тека и пробивањето на овој дел на крајот со кисела вода до април месец наредна година, а веднаш потоа продолжуваме и со излезот. Таму на крајот се наоѓа Нова Македонија и тоа е последниот кружен тек излезот за ставање целосно во функција. На крајот во овој дел подземно ќе се заврши напоредно, ќе продолжи фазата на осветлување и асфалтирање на цел овој потек, со тоа што ќе има и безбедносни излези, противпожарна заштита и се она што треба согласно закон. До крај на мандат ќе успееш? Да, апсолутно. Со сите фази. Значи тоа е во овие наредни 3 години. Во овие 3 години, сакам за јавноста уште еднаш да споменам, ја често пати го споменувам. Во мојата кампања беше споменат само влезот, да го направам првиот дел фазата кој што завршивме за 90 дена. Ова требаше да биде за во втор мандат, но ќе го завршиме во прв. Ова е новиот директор на Лимак. Hello my friend. How are you? Welcome. Како сте? Добри сте? Добро ве најдовте. We are second time here with Stefan, my good friend. Welcome again. It's a big project. We completed our part as a construction, and we are expecting to finalize the other the phases. And with Mr. Mayor's support, they already started their sections, and they already finalized the phase 1, and they are going to start in soon for the phase 2. After that, we will open this wall, and we will connect these phases From Kisela Voda. Yeah, from Kisela Voda to the that side. Do you expect him to finish this in the first mandat? That is in 3 years. But be honest. To be honest, it is very, very big surprise for us. That's why we appreciate Mr. Mayor. He is really running a lot for this, and it is very, very good effort from his side. We can say only appreciate. It looks little bit far away to finalize this project, but with his authority and the approach, we are very soon to finalize this project, and we will obtain this very big project to do all the Macedonia and Skopje. On behalf of the Limak company, our collaboration will go on as before, as now, and for the future. Thank you. Thank you, and Thank you. thank you for your support. Anytime. Have a nice day. Сега збориме, си ги мериме фоловерс од Инстаграм и на Фейсбук. Дај Инстаграм прво, Инстаграм. Инстаграм ме јадеш многу, мислам. Го јадеш на Инстаграм. 11.800. 165. Ај Фейсбук? На Фейсбук сум прилично добар. Да се кладемо нешто. Ајде да видиме Да биос. се кладемо нешто. Кој част е ручек се. Кој има повеќе? Мислам дека кој има повеќе? повеќе? Да. Добро, прифаќам. Прифаќам. Ајде да видиме. 6112. Ајде. 6285. Честитки. Да се частиш. Ај после ова со Лима ќе добиеш 100.000. За следете Горце Ѓоргиевски, ако сакате да бидете во тек со сите активности на Скопје. Сака идеме. Се идеме булевар Борис Трајковски. Ова е пробивањето на булеварот Борис Трајковски. Тоа што го споменавме дека повеќе од 30 години го очекуваа граѓаните. Завршени се имотно-правните односи и веќе сме во финале на трасата. Уште овие две огради ги рушат денес. И мислам дека и утре ќе им треба време. Овдека извадена оградата и ова е последната ограда која што се вади. 30 години ова. 30 години. Коловозот беше ова што сега се движиме. А сега ќе добијат. Да, апсолутно. Видете, овој дел поврзува 100.000 граѓани. Зошто 100.000? Околу 35 до 40.000 граѓани се само во Драчево, жители. Имаме Батинци, имаме Студеничани, имаме Зелениково, но и Долно Лисиче го користат сите, а е под општина аеродром, овој потекај може да забележите, овде е веќе истампонирано. И сакаме со Господ напред, ако не послужи времето, до 15 август тој дел да бидат завршени вичњаците и да се асфалтира со БНС, тоа е првиот слој кој што се нанесува при асфалтирање на булевар, улица или што и да е. Ако го стигнеме до 15 август, тогаш целиот коловоз ќе го пренасочиме на таа страна. И ќе се насочиме на оваа страна која што ќе биде целосно ископана, од почеток подлоги нови и
се завршува. Со тоа што овде и атмосферска канализација се гради, канделабри и се останат. Ова е материјалот кој што го носат, видите. Од лева страна. Ова е за првиот слој што го ставаат, тампонирање, да. Која големина на камења и на подлога да се работи. Ние разговаравме пред малку околу недовербата, а е голема на јавноста, граѓаните, особено младите кај политичарите, и кажав јас дека е оправдано, но и ти го потврдуваш тоа и сите го знаат. Ако сакаме да ја вратиме довербата и да сватат граѓаните дека даваме се од себе да ја завршиме работата, тоа што треба да го менуваме стилот на действување. Тоа подразбира точен рок и известност. Мене никој не ме натерал со сила јас да давам рокови. Ама тоа самиот си го задавам првенствено за мојот тим и јас да знаеме кога ни се роковите и дека граѓаните не смеат да се лажат како што се лажени 30 години на нас. Одиме на кај град Скопје? Да. Си имаш обврски, бидејќи рековме дека сме со тебе денеска, цел ден. Денеска канцелариски ќе имаме. Јас ќе видам што ќе правам таму, можеби малци ќе одморам, а тебе ќе те оставиме да извршиш повици, ти звони телефонот. Така. Имаш обврски. Океј. Одиме натаму. Ајде, Стефче. Поели во мојата канцеларија. Си посреди нешто кога Па генерално исто е состојбата, мало изместување на гарнитурата тука имав. Инаку се исто, јас и во Кисела вода 4 години ништо не инвестирав во канцеларијата. Па и тука не планирам. Си донесов некои мои слики, благодарници, подароци што ме биле икони, имам доста во канцеларијата, кои што ми се подарав. Дресови имам. Партизан? Да, Партизан тоа е клуб од Драчево. Не е Партизан српскиот. Ова се Ангели, исто клуб од Кисела вода кој што ми ги има. Гледачите имат ли прилика да ти ја видат канцеларијава вака? Повеќе на слики? Па најчесто на слики. Да. Ова ми се таблите за работни задачи. Тоа се координираме со тимот. Ми беа подпрени на подпирачи, сопругата беше пред некој ден, имавме колегиум овде и ете сега се наоѓаат на земја. Ми ги сруши на некој начин. Па ја бутна едната ја повлече другата и така треба да ги сменам се денови. Внимателно. И тука ни се генерално сите проекти што ги работиме. Него споменав денес. Што значи од 12 милиона 10 милиона? Тоа се износи по проектирање на сите од проектите. Толку ќе коштаат? Толку чинат, да. И секојдневно на колегиум се разговара за секој од проективе поединечно. Нешто на страна од проективе те прашам. Ајде. Гледам слики имаш од Имам, синот, да ми кажеш што ти е вака, не знам, најдраго нешто во канцеларијава. По или се не. Па имам. Па ќе се седнам јас од таа страна. Да. Знаат сите дека сум страствен навивач на Вардар. Вардарец ја? Да. И ова Добро, ми и те гледаме на трибини. Па идам често и на трибини, кога имам време, Вардар го пратам и РК и ФК. Ова ми е на фудбалски надпревар, ова ми е синот. А многу е битна се носатицата од тие години, да го почувствува. Па тоа и свеста им, расте љубовта, емоцијата, да. Ова исто. Ти даме еден предизвик? Ајде. Да му сееш. Ќе му сеам. Само да ги дообјаснам и слики останете, ова ми е помалку, а беше од прво деление сликан. Шампион. Една од подрагите слики ми е, ево може да видите. Насмеам. Шампион. И ова ми е слика со претседателот Мицкоски. На плоштад Македонија се наоѓаме тука. Во делот на првите активности која започнав како градоначалник на градот Скопје. И освен што сме соработници, политички, партиски, сопартици, сме и добри пријатели години наназад, така да тука генерално имам слики. Сега да го побараме Ведран. Тати, што правиш? Ништо. Како си? Добар. Сум на одмор, ќе се враќам за 2 дена. За 2 дена? Едва ја чекаш? Или убаво ти е? Да. Едва ја чекаш? Да чекам да си одам. Да се изгушкаме? Зошто таму ќе ги видам братучерите од Австрија и видам мајка ми, татко ми, снимиш и татко ми за тоа, да чекаме се гушкаме. Така. Знаеш со кого сум? Со кого? Со Чичко Стефан. Веле Чичко ми кажа. Добро, со Бато Стефан, Со Батко Стефан. Кај си бе, Ведран? Здраво. Еве? Добар ли си? Да. Што правиш таму во Црна Гора? Ништо, пливам, се дружам. Бе, дај да те видиме, кај се криеш? Стај, е така убаво фацата стај. Што си се сокрил? Што пливаш, се дружиш, а? Да, и се дружам со братучерите Васили и Маријана. Браво. Ти фали ли тато безе на плажа? Да. А татко ти само работи? Да, тоа не е
Што би му кажал на татко ти, пошто само многу работи? Да одмори малце? Да одмори малце, да поплива, да играме галивер во вода. Ај полюбат се дан. Ги слушаш баба и дедо? Да. Добро. Ајде ти. Хубаво да поменеш, се слушаме. Чао, злато. Чао. Чао. Види, си бара жртва. Тешко ти е понекогаш искрено што немаш повеќе време да поминеш со него поради работа? Па да, и веќе Искрено. поголем искрено и знаеш има моменти ќе треба и на роден ден да отидеме некаде заедно или на некоја прослава и така натаму и се случува јас да не можам да отидам или да отидам на 15-20 минути и да останат со сопругата, јас да морам да излезам, ама тоа е дел од обврските и начинот на кој што сме ја прифатили оваа работа. Години со него? Па губиш, он е веќе 9,5 години, а мене поголем дел од детството негово ми помина на работа. И затоа се трудам секоја вечер рутината што го споменав со Белја, да јас да го заспивам, кога имам слободно време максимално да му се посветам. Реално сопругата е Мартина цело време таа која што е посветена максимално и е присутна многу повеќе од тоа што било кој е присутен кој станува збор за чување. Секој успешен маж има успешна и силна жена. Апсолутно. Па и обратно. Па и знаете, моментот кога имате поддршка од дома и од најблиските е пресуден и во политичките процеси, но и кога работите особено во локална самоуправа. Затоа што ова е жива материја, постојано бара комуникација со граѓани, присуство на терен, решавање на проблеми и вие ако имате притисок од дома, тоа е невозможно да го споите и да функционирате нормално. Така да пресудна е поддршката и јас сум им апсолутно благодарен на сопругата, но и на Ведран што ете се научи да се носи со тоа. Предпоставам дека ќе имаш сега некои активности, некои врски поради снимањето не можеш да се посветиш на некои работи. Да, имам за подпишување доста. Би ти ки рековме да ќе снимаме, не ги го снимаме тој процес, меѓутоа јас малку ќе се трнам, ќе те оставам со шефот на кабинет, така ми кажа. А вие ако уживате до сега во текот на видеото, повторно ќе ви кажам да ставите лајка и пишете по некој коментар ваше мислење, пофалба, критика. Еве, гледаме реално дека и се радувам лично како човек што живее во Скопје дека градот почнува да функционира и да се надеваме сите дека ќе го пофалиме Орце. Денеска представивме што се работи, а пофалбата би требало да дојде на крајот. Што имаме, Кира? И се поитни за подпишување ако можете сега. Добро. Што сега? Првото е двајца наградени пожарникари поради повреда на работно место ги наградуваме. Ова е на објектот Кисела вода која го гаси пожарот, така? Добро. Што имаме друго? Друго е двајца работници се казнуваат поради дисциплинска неуредност. Добро. Океј. Кога ќе завршам со подписот, ако не ти е проблем, те молам, повикај ги за во недела целиот тим да се договориме околу деталите и за одбележување на денот и за активностите кои што ќе ги имаме со претседателот на владата. Океј, вората. Имаме воднерна состојба во моментов, еве реална ситуација што се случува, му јавија на градоначалникот дека има некоја пена, прашок, што и да е, не знам, некоја материја во рекава. Нешто знаеш, нешто Еве инспекцијата. Кад ле. Тука е надлежен државниот инспекторат. Водовод и канализација веднаш дадовме наследство да земат мостра од водата за да испитаат и ќе се проверуваат објектите кои што се наоѓаат во близина на овој дел да видиме од каде е ово истекување. Се случува вака често, Орце? Има. На што се сомневаше? Компании, па некои од компаниите претпоставувам дека има испуштено нешто во атмосферските води кое што не сме да биде испуштено, така да ќе си има постапување веднаш и за жал, јас секој што го говорам, целото мнозинство
страда понекогаш во држава од несовесното малцинство, кое што на ваков начин се однесува. Но разликата за разлика од минатото и денес е што веднаш се излегува, се прават испитувања и се постапува и секогаш следуваат и соодветни казни. Ова е класично загадување на реката. Да, апсолутно. Катастроф. Значи, што е постапката сега? Како функционират? Постапката сега во моментов е нашите инспектори се веќе на терен. Добро. Имаме овластено лица и дронови кои што ги обезбедив од кога сум градоначалник за постапување, односно обезбедување снимки на депонии и на ваков тип на појави. Така да и дронот е пуштен. Викнати се, известени се во меѓувреме државниот инспекторат, кои што ќе излезат и они се надлежни за постапување за ваков тип на девијантни појави, но покрај државниот инспекторат сепак ќе влезат и екипи кои што ќе земат мостри од водата, од водовод и канализација за да испитаат состојбата и супстанцата која што се наоѓа во реката. И можете да таргетирате од каде? Апсолутно, апсолутно. Да, мислам дека за скоро и инспекциите ќе констатираат државни во соработка со нашите инспектори од каде потекнува секој. Еве ви реална состојба што се случува. Претпоставам дека имате вакви секој ден. Па немаме секој ден, но има... Мислам, не вакви конкретно, меѓутоа тековно се случуваат работи. Ова е жива материја и постојано имаме проблеми предизвикани од поединци. Така да... Страшно. часот, 16:53 поточно, го започнавме денот некаде пред 8 часот, ние од 7:15, активен ден, успеавме да видиме нешто од активностите кои што ги имаат во текот на денот и на што се работи. Одиме на уште една локација, символот на Скопје, место каде што сте биле сите. Во меѓувреме денеска успеав и да направам стори да се објави Q&A, односно вие да поставите прашања на градоначалникот. Ке се обидеме сега во наредниве минути колку и да траат да одговориме, тоест да одговори Орце што е можно повеќе, а на која локација одиме, останете со нас во видеото за да видите. Од просториите на град Скопје си одиме. Чао! Каде би го завршиле денешното видео ако не на Водна, нели Орце? Така. На што те потсеќа Водна? Имаш некое сеќавање нешто? Ме потсеќа на помладите денови. Дружба. Животот, дружба, другари. Јас учев во средно медицинско училиште и често пати со школските другари сме движеле наома. Но и малиот од која ми е роден, еве изминативе 9 години која нели е роден. Заедно често пати знаеме да го прошетаме. Знаеш да спортуваш, се качуваш? Или пославо? Почесто користевме жичара. Се жичарата ја обновуваме во моментов. Има прашања за тоа, докај сте? Да, во тек е постапката, тендерска, и верувам дека за скоро ќе биде завршена целата постапка и ќе започнеме со процес на целосна темелна обнова на сите оние делови кои што со години не беа сервисирани. Јас можеби имаше реакции на почетокот од граѓаните кои што дава замерка за тоа дека се стопира баш летниот период и апсолутно ги разбирам, но најважно од се според мене е безбедноста на граѓаните. Се согласувам. И покрај тоа што ете некои негодува од нашите сограѓани и оправдано ќе речем негодува, поради на грижата десетина и повеќе од 10 години наназад моравме на ваков начин да постапиме. Верувам дека до крајот на септември би се завршил целиот процес и откако ќе знам дека јас и моето дете ќе можеме безбедно да ја користиме, тогаш би дозволил и други наши сограѓани, така да со малиот често пати ја користиме жичара да се качуваме до горе до крстот. Знаеме јас да се напијам кафе, тој ќе се напие чај, па ќе се спуштиме назад, така да едно од најубавите места во Скопје бели дробови на градот и треба да го одржуваме. Сега започнавме процес за, знаете, после долги години патот е реконструиран нагоре, но и обновуваме урбана опрема и сето на останато. Гледам тука дека треба да се обнови со... Веќе имаат задачи луѓето од гледам и тука со оштетени, може да покажете. Има и столпчиња кои што се оштетени, кантите ќе се менуваат во овој дел. Така да... Да, треба малку години не грижа, Стефан. Јас сум 7 месеци. Не може преку ноќ се треба да поправиме, треба време и треба. Мислам дека и доловивме во видео денеска колку многу се работи. Бака се ќе те замолам пошто знаеш да ги даваш одговори долги да бидат. А имаме, еве, може да видите слободно, ставив на стори, значи има многу прашања. Ќе ги додиме да на блиц прашања, блиц одговори.
не знам што ќе прашувам, одиме спонтано, инаку ќе ми простите ако малку се тресам, прилично ладно е, го погодивме денот. Кога ќе се вложи напор да профункционира македонската железница и да имаме железничка? Железничка станица не е надлежност на градот Скопје, надлежност е на Македонски железници транспорт и Министерството за транспорт и врски. Знам дека министерот и објави, но и директорот Синиша дека веќе започнуваат процес за реконструкција. Она што се однесува на просторот околу, ние го уредуваме, го средивме, имавме и активности со кои што го чистевме тој дел, со години запоставен, така да верувам дека за брзо ќе се овозможи нормални услови да има таму за функционирање. Кога ќе биде готова подземната сообраќајница? Мислам тоа го кажа пред јас. Да, до крај на мојот мандат. Докаде сме со паркот во Припор, улица 20, спроти школото, дали ќе биде ни вети? Поздрав до двајцата. Ќе помогнам на општина Кисела вода, тоа е надлежност на општината, но ќе помогнам Си да ветил? го реализираме. Па не се сеќам баш дали сум ветил. Во Припор знам дека направив улици колку што 25 години не направил никој. Јас за 4 години толку направив улици, така да ќе помогнам и за паркот ако треба. Кога ќе стигнат новите автобуси на ЈСП, дали ќе се ревидираат рутите на возење на автобусите? Апсолутно да, возниот ред целосно ќе се ревидира. Мене ми е драго, вчера имав и објава за тоа дека е успешна тендерската постапка, бев информиран од министерот. Веднаш по потпишување на договорот ќе започне процес за набавка на автобусите, односно достава на автобусите во градот Скопје. Кога ќе биде готов Луна паркот? Луна паркот мислам дека од октомври веќе ќе започнат активности таму. Во моментов се спрема целата техничка документација која што се однесува за целиот проект и просторот уредувањето таму. До крајот на наредна година мислам дека Скопјани ќе имаат Луна парк најмодерен во цел регион. Зошто се уште има полно контейнери низ градот кои нередовно се празнети? Имаме одредени пропусти, често пати говорам на темава, но далеку е подобра состојбата од тоа што го затекнав пред неколку месеци, самите сте сведоци за истото. Во моментов сме во постапка за набавување над 2500 контейнери за градот Скопје, кои што треба да пристигнат за скоро време и дополнително повеќе од 40 камиони кои што треба да стигнат исто така, се обезбедени преку владата, Министерството за транспорт и врски и Светската банка, со тоа што јас се уште работам со истата механизација која што ја наследив, но организираноста е многу подобра. Добро. Кога ќе биде пуштен мостот Керамидница аеродром и кога ќе се рушат куќите кај ФАС 11? За пробивање на мостот и тој потек таму. Тука најавивте тоа дека да, ќе почнат. најавивме, тече рокот во кој што треба исплатени се луѓето, тече рокот за да ги ослободат објектите. Знаете, кога правите експроприација, практично исплаќате некого за да се исели од својот дом. Да. Тој треба целата покуќнина, сите ствари што ги има да ги пренесе на локацијата каде што ќе се сели, така да тече рокот и мислам дека за 15-20 дена завршува рокот кога треба и последниот објект таму да се исели. Веднаш влегуваме проектот, не е готов за рушење и пробивање на трасата, односно овозможување, онака како што сум ветил, пристапност на две улици таму. А кога ќе биде? Откако ќе заврши роков, веднаш почнуваме и мислам дека до крајот на септември, октомври таму веќе ќе имаме целосно пробивање. Што мостот е функционален. Апсолутно, така. Да. Сега јас сакам да прашам, поради тоа што новиот стан мислам го снимаме со Марта, знаа дека ќе ни биде гази баба веднаш каршив фон во тој дел. Каков планот за тој дел? Реално нема ни семафори на самата раскрсница. Хаос е, небезбедно е. Не ги поставуваме семафорите, ако се сеќавате има една фамозна дупка таму која што ја оградив, ја стоеше само како дупка години наназад. Тоа е еден крак кој што води до прочистителната станица, за кој што во минатото само ископале на две позиции. Едната е во близина на новата полициска станица во аеродром, кај бензинската пумпа Окта, ако сте приметиле. Другата е баш тука кај Фон. Доека не ги решам тие позиција, веќе ја добивме поддршката од страна на Министерството за животна средина и владата, доека не ги решиме тие две позиции, односно не биде кракот финализиран, не можам да го затворам потегот и не можам да ја поставам светлосната сигнализација, така да мислам дека за брзо ќе отпочнат таму активности кои што ќе значат поврзување на целиот тој потек заедно до прочистителната станица, како што е планот по документација, а веднаш штом го завршиме тоа ќе биде обезбедени пристапот, нови семафори ќе има и ќе има целосно регулирано. Нешто отприлика временски. Не можам да ти кажам точно временски, зошто? Затоа што ако ќе ставам на стори таму секој. Ако до денес не е проблем, тој добро е да има притисок секогаш од јавноста, затоа што и тогаш и побрзо влегуваме во процесите, но секогаш, не знам дали приметувате, за процесите кои што зависат од градот Скопје и од мене, јас кажувам точен датум.
За сето она кое што не зависи директно од мене, јас не можам да кажам затоа што не можам во туѓо име да ветувам. Но дека правиме притисок и дека ете обезбедени се средства благодарение на владата и министерството, се обезбедени. Може да тие ќе ја водат да постапката, а ќе правиме притисок и еве барам и од тебе заеднички да го правиме притисок. Нема проблем. Час поскоро нема да се биде проблем, секој се бајле там стори орце до Да, крај. мене ми е груба слика кога поминувам таму. Реално една од главните точки на влезот на градот, нели, и стварно е небезбедно. Апсолутно. Кое ветување прво ќе го исполните? Се еден одговор. Булевар Борис Стојковски. Добро. Имаме многу луѓе, мислам дека дефинитивно треба да посветиме сорце некој друг вид на емисија, можеби во живо вклучување, каде што ќе одговараш само на прашања. Ајде последно, затоа што смрзнав, искрено ви кажам. До кога шоферите во ЈСП нема да пуштаат клима во автобусите, умревме на Жешкова. Многу јаки прашања. Автобуси од кога ќе има ли стигнат клима во автобусите? Тој во дел има клима, во дел нема за жал. Но знаете како јас работам со ограничени ресурси и не можам да во функција ставам автобуси затоа што тогаш па нема да има автобуси за да ги поправиме одредени состојби. Даваме се од себе, директорот е многу вреден таму, има добар тим, ама мислам дека целосно ќе ги решиме проблемите откако ќе не стигнат новите автобуси. Добро, за тема еве нови олимписки базени бараат во градот, реконструкција на старите. Нешто спремаме со министерот за спорт, со Борко, и со претседателот на владата за делот под Кале, кај Плаевиста, ама не можам да дам поише детали. Да, треба на да градот средите. му недостасуваат дискотеки, Да. базен таму и уште неколку спортски содржини. Дефинитивно многу работи му недостасува на градот, 7 месеци си на функцијава. Се надам дека и ова е еден вид на поддршка, сакам да те поддржам затоа што ти треба поддршка да ги опреш работиве, исто така ако не ги опреш, јас ќе бидам првиот што ќе те критикува и во очи ти кажувам, и гледачите треба да бидат први што ќе те критикуваат. Јас искрено сум среќен за ова што го видов денеска, како пак ќе кажам, човек што живее во Скопје, верувам дека и вие сте. Верувам дека има многу работи што треба да се средат, меѓутоа, еве, ветер во грб, да работиш, ти посакувам стварно многу голем успех. Даваме се од се и многу ми значи поддршка. Да. И пак, ја на стори, како што знам да пофалам, знам и да критикувам, така да добро е што има луѓе што критикуваат и гледам дека тоа функционира кај тебе. Фала ти многу што жив и здрав, посвети скоро 10 часа денеска, се надам дека го спомена. Сега. Јас се надам дека и вие уживавте денеска со нас. А ако ви се допаѓа овој концепт, пишете по некој коментар под видеово кој би сакале да биде следниот гостин. Додека трае подкаст сезоната, дефинитивно ми е малку потешко да ги правиме овие работи поради ангажманите со подкастите, меѓутоа еве лето е, да се обидеме да видиме кој би сакале да биде следниот гостин. Ставете лайк, ставете субскрайб, пишете коментар, ваше мислење на се она што го гледавте денес, а јас со вас се гледам секако во некое следно ново видео. Многу ми е ладно. Ај, чао!